Добро вечер, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник. Оваа наша емисија, измеѓу големиот број празници во месец јануари, ја посветуваме на обичаите, верувањата и традициите за овој празничен викенд кој што ни следува, а тоа е прославата на православна Нова година и Свети Василий. Овде со нас е Горан Мицковски од Куратица и Горан Ангеловски, председателот на Сдруженијето на граѓани Свети Василий, исто така од Куратица. Овде со нас требаше да имаме и представник од Вевчани, еден туризмолог кој што за жал од технички причини не е овде со нас, па да поразговараме за она што е најсимволично за овој празник, а тоа е Василичарските карневали кои што ги имаме и во Вевчани и во Куратица. Прво би сакала да ве прашам, дали е се подготвено за овој празничен викенд? Повелите, Мицковски. Тоа е веќе прашање кое што ние како здружение и како жители на селото и организатори на целокупната манифестација го имаме абсолвирано веќе ево јубилејно 25 години наназад, подготовките се завршени, све е спремно, останува да дојдат гостите и да уживаме во сето она што ќе се случува на манифестацијата. А повеќе Така. Ево председател. Ангелски, колку денови се слави православна Нова година Свети Василий во Куратица? Верувам дека прославувањата започнуваат уште од вечерва. Абе Нова година како Нова година се слави на вечер. Така. Тоа на традиционалното што го имавме и наследено од прадедовци и од кажување помен. Главното се дешава на 13 ноќта, каде што василичарите се збираат кај Василичарскиот оган на самото Курајчко сред село. Се збираат екипата, зетот, невестата, бајачот, валегачот и останатите присутни гости, околу 300 души би ги рекол. Заедно во поход тргнуваат со музиката во посета на секое домаќинство. Така. Буквално секое домаќинство е посетено. Интересен обичај. Има за задача имаме, значи околу 150 домаќинства треба да бидат сите посетени. Каде што се влегува се вршат обреди. Обред, да, традиционални, да. Ајде да кажеме дел од нив. Да, пркање на истерување на злите духови од домаќинството, од куќата, од семејството. Затоа е задолжен овој бајачот, имат посебни ритуали на бајање, шаманизирање и така натаму. Зетот и невестата, знаете, според сите митови и легенди од секогаш биле символ на ново раѓање, на нови времиња, поубави, потопли и така натаму, а целата манифестација таа е еден вид, како ви кажам, толку еден убав социјален настан, значи тоа е заеднички дочек буквално на сите жители на едно цело село, заеднички дочек на новата година. Значи таа ноќ секое семејство, секоја врата, секоја куќа е отворена за василичарите. И тоа е баш онака феноменално останало традиција од дедо, од прадедо, векови наназад. Во суштина е, мислам дека се работи за еден вистина исконски овој ритуал, настан кој што ги зближува сите луѓе. Колку год да се осамени, гледате во минатото, вие знаете дека миграцијата и селеништвото заминувале сите по светот некаде. Старците, мајките и дедовците останувале сами дома, меѓутоа сите ноќта, дали е тоа во 2 сатот или 3 сатот утрото, кога ќе помина василичарите, сите ги отворале портите за да така носеле радост едноставно во секој дом. Тоа е. Следниот ден се случува дефилето на маските. Кога започнува на главното дефиле? Тоа се случува на 14. Тоа е на посета на секоја куќа, буквално се влегува, каде што групата е буквално пречекана со храна, пијалоци, традиционални храни, значи сирење, петулици, колбаси, буквално што има куќата тоа ќе понуди. Сланина. Сланина секако. Да ги почестувате. Да, го имаме и тоа од старите што ни кажувале
обичај имало дел од групата ќе ги најделе наградите колбаси до весен, па да укради дел од колбаси да има, за да има следниот ден приказна, да се кажува. Така. Покрај тоа, значи и групава, значи се почестува, зема брашно исто така, дел вино, ракија, се наградува на некој начин, би рекле. Така. Сето тоа следниот ден се припрема. Од брашното, луѓе задолжени за тоа спремат варенца. Следниот ден традиционална храна варенца која се прави. Не може секој тоа да направи, одредени луѓе, и се пренесува, да. И таа варенца порано се служеше на самиот ден, кога беше помала манифестацијата. Така. А како одлучивме ние како Здружение на граѓани да ја надоградиме од 98 година навака, ја збогативме со посета да некој начин ние да направиме презентација на традицијата. Така. Ја надоградивме со следниот ден, некаде во вечерните, во 18 часот, се почнува главната манифестација и тогаш таа вареница припремена, не знам, би рекол 200 кила, не знам колку припрема. Да. Се делим во на собраниот народ, ракијата топла, виното. Така. И сето тоа се го збогативме со музички дел, со дефиле на маски, со посета од други градови. Така. Колку маски се очекуваат до 14 да продефилираат во Коратица или немаме бројка? Или тие се во тајност? Секојаш маските се секојаш во тајност и до последен момент не може да ги знаеш. Така, не знаете, значи не знаеме. Оприлика е велани колку маски ви продефилираат. За самата вечер никогаш не водиме евиденција, самата вечер скоро секој е маскиран. Секој од групата е маскиран. На 13. На 13. А на самата ова карневалска манифестација на 14-ти, ги евидентираме вообичаено оние кои што се дел од некакво досега натпреварување и така натаму, а иначе бидејќи овај пат се работи за јубилејна манифестација, 25 годишна, нема да има избор на најдобра маска или ќе ги прогласиме само како најуспешни маски. Да, сакаме да го одбележиме сите заедно. Значи 25 на четврт век од манифестацијата. Тоа е во суштина, не е ни многу важно. Секој што сака да учествува се маскира или не се маскира, на крај крајот со ракија се маскираат сите со вино. Така. Најавени ли ви се групи? Знаеме дека некогаш ви доаѓаат групи од други карневали, од земјава, од странство. Да, секако доаѓаат. Се најавена е група и од Грција за оваа година, па така да ќе биде интересно ако дојдат. Требаше да имаме мечкари од Воден, да беа најавени. Тие се македонци, наши луѓе. Така. До денес се уште немам баш потврдено, сигурна потврда дека ќе бидат присутни, меѓутоа се надевам дека ќе дојдат, ќе биде баш онака нешто ново и атрактивно и ќе не сближи повторно со нашите корени. Ние имаме во Курајца, знаете, имаме најголем дел од семејствата по потекло се од Воден, Лерин и вамо Костурско, мислам. Да. Така. Да. Тоа е интересен податок. Тоа во книгата на Коратица стои лозата на фамилиите. 7-8 генерации наназад, голем дел од семејствата своето потекло го должат да го евидентираат таму, во тој дел. Така. Има ли некои историски пишани документи колку е стар карневалот? 25 години е возобновеност на надограден. А традицијата е колку самото село, имаме податоци веќе за 500 години за селото според пишаната книга и се спомнува и таму дека стоеле традициите, го имало. Во општеството во бивша Југославија ни кажуваат старите како се криеле, ќе дојдела полиција, па чекала полицијата да замини, па после како ќе замини, буквално традицијата не изумрела никогаш. Така и кога не смело се одржувало. Да. Колку е важно, Мицковски, да ги негуваме овие обичаи како народ?
Тие се дел на нашата култура, тие се историја, обичаите, традициите. Колку е важно да ги сочуваме, да ги негуваме, да ги надградуваме и да ги пренесуваме на идните генерации. Ви, многу е важно. Поготово сега во овие времења кога владе вистински екзодус на иселување на наши млади генерации, родители со мали деца. Значи, буквално една миграциона катастрофа се случува. Ова е многу важно. Зошто? Затоа што нашата култура и нашата историја е историја на преданија и раскажувања. Ме разбирате, тоа е устна историја во најголем дел. Нашите митови и легенди се устни преданија. Тоа се нашите корени. И сега, кога започнувавме пред 25 години со оваа манифестација на овој организиран облик, тоа беше и целта на нашите идни поколенија и на оние кои што денес одраснале во други средини, надвор од својата татковина, надвор од своите огништа и така натаму, да му оставиме нешто во наследство, бидејќи и нас ни оставиле. Сега, скоро никој нема време да се посвети ова и да сослушат како дедо му навечер покрај оган му раскажува приказни или митови или легенди, кои што во суштина, видите, легендите и митовите се чиста историја и вистина. Значи, само тоа е начин како да ја пренесиш на идните генерации. Ова е обид за сега многу успешен, во 25 години, сето тоа да го оставиме во наследство. А ние имаме и други, многу големи проекти, кои што ќе се надоврзат на ова. Значи, ние имаме еден проект сега замислено, кој што треба да систематизира, да дигитализира, да собери во све што е досега запишано, меморирано, прераскажано или останато како устно предание од било кој наш човек, жител, роднина, пријател и така на било каде во светов и сето тоа да го собереме. И ќе издадеме еден алманах на историја и митови и легенди на селото Куратица. И тој алманах ќе се обновува секој 4 години. Одлично. Да. Одлично. Колку е ангелуски карневалот придонесува и за развој на туризмот? Привлекува ли, таблирани ли сте, промовирани ли сте? На некој начин тој не беше целта, како што кажа Горан, кога започнувавме промоција на традицијата самата Василица, таа и беше целта, покрај тоа и промоција на самото село. Значи, и денес може луѓе не слушнале за селото, а не камо за карневалот. И таа ни беше целта, ние и, како што кажа, успешно. 25 години, успешно со тоа се докажува со тоа што ќе ги гледаме гостите кои доаѓаат од што поголем обем, што подалечно. Бараат смештај, бараат вечерта да учествуваат на традиционалниот дел. Интересно. Значи приказната е повеќе од успешна. За жал ќе речам дека фали некој субвенционирање, поддршка. Тоа и сакав да ве прашам, тоа ми е следно прашање. Дали добивате поддршка од локалната власт, од државната власт, аплицирате? Во овие изминати 25 години единствената поддршка што ја сме ја добили од локалната власт и од нашите селеници кои никогаш не оставуваат на цедило. И тоа не сме никако да го забораваме и би рекол тие знаат и се гордеат со нас во моментот со здружението, со местната заедница, дека сите заеднички функционираме како единка и сите гледаме што поќе да придонесеме за селото и програмата да се надоградува, да има приказна. Од ден на ден се поголема приказна. Така. Колку жители има денес Куратица? Рековте 150 кујки. Колку жители има денес? Активни сме околу 200. Последната онаква ние покрај тоа што за статистика пописот што го направи. Ние самите како местна заедница последно направивме 2009 беше, мислам, тогаш беа 276, но за жал сега сме испод 200. Точна бројка нема, ама
на пописот се 200, мислам дека се 240, ама околу 200 жители се активни. Зборуваме за Активни. постојано. Постојани жители. Постојано живење. Ама добро е што имаме многу викенд домаќинства, ќе речеме во викенд може да уште најмалку 100 жители се буквално секој викенд присутни во селото, што и ќе се надоврзна ова што ја направивме приказната и го промовираме селото, се покаже интерес за некои што ги заборавиле старите куќи да си ги обноват, да си направат за баш за вакви празници да имат кај да преспиет. Така. Тоа посебно радува, значи доаѓа луѓе ги обновуваат старите домови, околината ја обновуваат, помагаат во селото, све поќе и тоа навистина радува. Онака, бидејќи гледајте, зборуваме за единствен пример, па можда и на ниво на Македонија, на држава. Значи, село кое што обстанало во екстремни услови, да се разбереме. Вие имате селски, рурални семејства во државава кои што располагаат со многу поголеми и ресурси и инфраструктура и се многу поблиску до урбани центри и не знам како. Значи, ова е единствен пример во вакви екстремни планински, оддалечени услови обстанало. Тоа многу говори за природата на тие луѓе горе. Многу говори. И ние имаме редовна поддршка од локалната самоуправа, од општината, од институции, од предприемачи во градот и така натаму. Меѓутоа, ова село треба да биде пример и за поддршка и на ниво на влада, на министерства, на држава и така натаму. Зошто? Зашто е единствено. Значи, единствено така можеме. Како поинаку? Единственото нешто ќе се надоврза кај што може да ја осетиш она баш не е виртуелно што го кажеме, па реално село со сите нишани, со сите селски традиции. Секојдневие. Едно секојдневие во едно село. И гостите сега што доаѓаат, што ќе дојдат, што ги имаме во посета кога доаѓаат, се изненадени пријатно. Значи, се случувало идат гости и ни викаат идеме прв пат во село, па решивме да го посетиме, да видиме, ќе најме 3 куќи камено на народната. Ама гледат дечиња трчаат по патот, играат фудбал, ово, и викаат дури да не ти се верува дека ова македонско село е живо во аму. Одиш во, викаат буквално низ џунгла, што рекли, низ шума, низ карпи и најнеш начекуваш жива населба. Каков е капацитетот за развојот на рурален туризам? Вие во Демјичковски имате повеќе. Имаме потенцијал во тој регион. Видете, она што ние го говориме секогаш, јас го говорам и на форуми, и на состаноци, и во министерства, и во агенции, и на локално ниво. Значи, го говорам од стекнато и од пракса, меѓутоа и согледувајќи други пракси во нашата околина, соседство, како сакате. Има недостатоци, дури и пречки се во развојот на овој вид на туризам. И сега ние имаме проблем со сместување во вакви рурални средини, во Курајца сега не можеме да сместиме никого, затоа што имате еден куп, 1 милион непотребни процедури, папирологија, хартија, не знам, законски пречки, секој оној горе кој што е во можност да ја стави, да речеме, старата куќа во функција на сместување, на послужување храна и така натаму. Зошто? Не знам, законите се така дефинирани, така. За разлика од нас, земете една Албанија како еден феноменален пример за мене, каде што све е ставено во функција на развој. И наместо оној жител од горе кој што поседува една старо куќарче било какво или ограда или фарма и така натаму, наместо да ви виси како социјален случај по институциите, наместо да приходува и да остварува финансиска добивка по овој основ, вие не му давате да работи. Зошто? Затоа што, не знам, измислени се 3 милиони причини. Кликнете на Google Map во Албанија, онака, по секоја случајност или рандом, што би рекле новиве генерации, во било кој дел на Албанија, дали е тоа во некоја планина на горе на Дибер или е према Скадар или на југ, небитно. Ви обовезно ќе најдете некоја куќа, некое семејство, некоја планински дом, фарма, кој што прима гости и послужува гостите со храна и така натаму.
Све. Што е одлично, мислам. Све. Ама на тоа треба да се работи и кај Како нас. треба да се сменат тие административни препреки? За да бариери се тоа кој што треба да се менуваат, предпоставувам законски, за да може да се дозволи. Да. Јас сега, ако случајно дојдам таму, да можам да Нормално. посетам некое домакинство, Нормално. па да пробате сирење домашно или Да, домашна вареница, таа што ја кажуваме. Нешто Апсолутно. такво да се проба и да се доживе и духот. Па ево, земете законот за угостителска дејност и туристичка дејност и тој исто ги третира. Законот не прави разлика помеѓу, не знам, давател на услуги туристички во центарот на Охрид и во Куратица горе или во Плаќе или ево и Плаќе е живо веќе село. Така. Не вика угостителски услуги, да речеме, јас тоа сега го разработвам, имав несредби со пратеници и се надевам дека идниот состав многу ќе стори во овој сегмент. Вика давање на угостителски услуги во селско домакинство и така натаму, така натаму. А на почеток на законот, описот на законот во воведот немате дефиниција што е тоа селско домакинство. Значи треба да дефинираш. Не можам да бидам јас селско домакинство ако живеам во центарот на Охрид, во стан, ама сум земал некоја куќа во било каде, Коратица или било кое село, и сега тамо ќе служам и ќе не, селско домакинство. Оној кој што е со адреса на живење тука, и во каде што јас и ти ќе можеме во секој момент да влеземе и тоа да ни спремне случајно, и да пробаш некоја вкусна домашна храна. Ова е веќе широка дискусија, многу обширна и ќе треба доста јавни расправи, меѓусебни консултации и така натаму за подобрување на условите, законските процедурални и така натаму. Ево ние се уште немаме, ево урбанистички планови за селата. И сега во неможност сме одма никој од нас да користиме ИПАР програми, финансиски поддршки и така натаму. Зошто? Па не ти е легализирана, па не ти е внесена ваму, немаш дозвола за градба, немаш дозвола за реконструкција, што е ужас, ужас. Никаде тоа не важело. Словенците, хрватите сите го избегнаа тоа. Зошто? Затоа што кога ги подпишуваат програмите за финансирање од овој тип, тие му кажува во Брисел, ние не можеме ова стриктно вака да го тераме, бидејќи ние немаме урбанистички планови за 1 милион села во Македонија, така. Значи, мора да примениме друга процедура. Да му дадиме на локалните самоуправи можност сами да го регулираат овој процес со обични, не знам, обични, не сега ги карикирам, работи елаборати, така натаму, стекната состојба, евидентирана состојба на лице место и на семејството да му се даде можност да почне да работи, да привредува. Често се зборуваше дека меѓутоа широка е темава. Да ги мотивираме жителите во руралните средини да ги преадаптираат своите домови. Ама како? Па тоа не нема зазно, често тоа се нема, значи зборува. буквално кој што рече Горан, отвори Google Maps и катастар, провери ги, значи 80% и 90% од селата не се без планови. А куќите сите знаат, може 200 години стара куќа. Таа нема никакви средства да го. А банките не ти го сметат за имот. Тоа не го сметат, во имотен лист го немаш. 3000 евра не можете да земите во банка, зошто? Тоа не вреди ништо таму. Ме разбирате? Значи, се надевам дека ево идната влада ќе ја формира таа македонска банка за развој или беше која што ќе поддржува исклучиво вакви развојни процеси. Ама видете Албанија луѓе, јас мислам што да ви кажам. Да, треба да се види и да се пренесат тие позитивни искуства. Според нас ние од ова уназад години, значи што спомна, ние размислуваме дека само фактичката состојба да се промени и да се продолжи од тука. Инаку ние ако враќаме назад, па тоа крај ќе нема више. Многу. И сакам да ве прашам, дали сте барале поддршка од Министерството за култура за карневалот конкретно? Да, еднашка имавме, бевме одбиени беше, не знаеме од која причина. Да, еднаш или два пати поднесовме апликација на нивниот повик за финансиска поддршка на манифестации традиционални. Вториот пат формално добивме како беше, па се не знам, рокот сме го пропуштиле за исплата, не знам, да се чисто се сомневавме, читав јас по повикот. Не добивате поддршка. Во повикот. Тоа што Девчанскиот карневал годинава доби 1.800.000 денара. Да, така. Добро, тука се работи веќе за две прилично различни манифестации и фестивали. Вевчанците се во оној дел и она што го работат и што го прават, тие се
феноменални, значи заслужуваат тука секаква дилема. поддршка, апсолутно. не споделам. Она е чиста оригиналност исто кај нив што се служи, така да единствени се, нема тука. Така. Тоа не значи И дека по не број треба на и нас жители. да не помогнат. Едноставно треба да добиете Да, да, да. поддршка како Не со адвокат на 30.000, ама со Апсолутно. 3.000 може да не помогнат. Зошто да не, да, зошто да не, една Да. поддршка, една финансиска инекција која што е важна за Не зашто нас ако ни дадат 1.800.000 многу ќе направиме тука е. Тоа е Имаше, Горан, сакав да ве прашам, имаше некои интересни понуди, вие како и дел од угостителскиот сектор, кој што еве се вративте и живеете последните 25-30 години сте овде, повторно, а не бевте тука, имавте некоја иницијатива за ски центар, парад, раки, тука е истата кочица се деси со административните папирологии, што вика Горан. Тогаш требаше да се завршат некои работи, бевме со Горан заедно во Министерство за транспорт и врски беше, да. Да. Заедно бевме, зачи ги добивме сите инструкции, ски лифтот беше купен, пазарен едноставно, капарисан, ратаркот е донесен, едноставно требаше тога само да се завршат елаборатите требаше тоа, да ги заврши локалната и се закасна, да ги заврши и пропадна една голема енергија, 2012 беше, да памтам и... Штета, вистина. Ама не е никош касно тоа, ако се прави интересни, се пак сме спремни тоа да го средиме. Така. Не е таа патека само зимско рекреативна, знаете. Тоа се патеки и шеталишта кои што се атрактивни и насреди лето, и во пролет, и во есен, се движат околу самото село, имате должини. Самата ски рекреативна патека е негде околу 800 метри, што е должина која што е подолга од најголем дел од патеките кои што завршуваат горе на Маврово, на горниот дел и така натаму. Не е некоја инвестиција, ја мислам дека во овој момент, не знам, со негде 200.000 евра, 300 нека видат би се завршило. Се завршува. Зашто може да се најдат и половни ски лифтови во Австрија, Швајцарија, се најдат. Значи, уште ние требаше некој да ја подготви целокупната документација, да се спреми и да се заврши. Ние бевме буквално подготвени. Да, се сеќавам, баш зборувавме своевремено. Со каква радост го најавивме, ама за жал тоа. И сега покрај тоа, кога немаме ски лифтот, правиме сега други авантури, ама последниве години имаме проблеми со снегот. И инаку ратаркот го користиме до Мазатар и правиме еднодневна тура, 10 души Интересно. ги возиме до Мазатар, патекава им ја спремаме, ја тапкаме и буквално тој патот шумски од 8 км го користат и слегва на срцело, докога се со скијање. Едно време Мицковски доаѓа групи холанѓани и знам дека и тоа го имаме снимано, доаѓа во Коратица на еднодневни прошетки, на убава традиционална храна, беше навистина една убава приказна и беа воодушевени. Дали доаѓаат и сега кога доаѓаат организирано? Покрај холанѓани многу други гости доаѓаат. Ние имаме све повеќе домашни гости, наши, значи кои што го откриваат регионот, откриваат таа убавина на планините, на вегетацијата, на селото, затоа што е живо село, повторно ќе нагласиме рурално. Вие не можете да продавате селска идила во нешто креирано, вештачки креирано. Значи, ова е жива средина кај што имаат задоволство да дојдат да навратат, ево, тој има најмногу искуство Горан, бидејќи управува со отворен угостителски објект. Така. Тоа е. Тоа е добро што успеавме како уназад години, значи буквално до Плаќенска планина, Мазатар, сите патеки се означени со патокази кај што може да видат видиковци и приказната само една доградуваме. Одлично. Фарми во живо, значи кози, овци и така натаму живи суштества. И го користиме затоа тоа. викам, зошто да не се стават тие постоечки фарми, стари колепки в планина, буквално во планина, значи распаднати воденици и така натаму. Така. Стави го во функција и кажи Горан, имаш одма од утре почни работи, ти почни работи таму што. Кои процедури, какви дозволи, какви работи бе луѓето. За крај од оваа емисија верувам дека останува да ги поканите бројните гости да ве посетат, повелите. Секако дека треба да бидат тука. Сите кои љубители на вакви традиционални манифестации да бидат тука и на 13 вечерта,
да се дружиме цела ноќ заедно, да останат кај нас или да дојдат следниот ден на 14 повторно да бидат дел од тој карневалска манифестација, музичка манифестација, заедничко дружење, храна, пијале, така. Одлично. Горан, вие, која е пораката? Се ја кажано. Ние што викавме за Василица бидете во Куратица и тоа е тоа. Не може да се доживее Треба ако да не биш се, да, биди треба да присутен се за да искуси. доживееш Така. атмосферата. Така, ви благодарам многу и на двајцата што бевте дел од емисијата Прашалник. Ви посакувам Благодарам. уште едно Благодариме. успешно издание на Карневалот во Куратица. Почитувани гледачи, еве оваа емисија нека биде еден повод да бидете дел и од Вевчанскиот и од Курајчкиот карневал. Довидување.